Одговарајќи на новинарско прашање за ниските цени на електричната енергија од фотоволтаиците, Маријан Јовчевски истакна дека и покрај моменталната состојба постојат решенија за надминување на проблемот. Тој посочи дека енергетскиот сектор бара долгорочно планирање и дека резултатите не доаѓаат преку ноќ. Според него, сегашните предизвици не треба да ги обесхрабрат инвеститорите. Јовчевски нагласи дека секој што вложува во енергетиката треба да размислува на подолг рок, а не да очекува брза заработка. Ако, да кажам, лице кое што е во енергетиката подолго време, имам одговор на ова прашање. Ако ме прашате дали има решение, да, има решение. Мислам дека во моментов состојбата не е благодарна, меѓутоа решение има два-три начина на кои може да се реши. Енергетиката не е бранша која се, како да кажам, е краткорочна. Енергетиката е бранша која што е за подолг период. Секој оној кој влегува во енергетиката и кој мисли дека брзо ќе заработи и ќе направи голем исчекор, тоа е невозможно. Јовчевски беше дециден дека за актуелниот проблем со ниските цени на електричната енергија постојат конкретни решенија, како на краток, така и на долг рок. Според него, иако состојбата во моментов е неповолна, со соодветни мерки може успешно да се надмине. Решението е многу едноставно. Ако во сончевите, да кажам, часови имаме вишок на енергија, таа вишок на енергија треба некој да ја искористи. И многу лесно тоа се решава, односно во времето кога е сонце, може да направиме, односно да направи државата, владата ефтина струја, што викаме народно кажано, и практично населението ќе потроши таа енергија и ќе биде многу поевтина. Практично тоа е благодет за другата форма е во догледно време што може да се развие е единствен потрошувач поголем се електричните автомобили, кои се зелени автомобили, кои не загадуваат животната средина и се, да кажам, многу ефтино е да се движиш по нив, да ги полниш и да ги користиш. Тоа значи дека во иднина поголем потрошувач са електричните автомобили. Моја лична, да кажам, инспирација, мора во иднина некако градските автомобили да ги замениме за електрични. А долгорочно, ако ме прашате како би се решил проблемот, тоа не е проблем, него тоа е, да кажам, состојба која што ќе се развива. Долгорочно единствен потрошувач кој што е гориво на иднината е хидрогенот, или ние го викаме народски водородот. По пат на хидролиза од водата добиваме водород и тој водород покасно се користи како гориво за било каква индустрија или за пак производство на нова електрична енергија. Тој нагласи дека ваквите состојби се нормални на енергетските пазари и дека бараат стратешки пристап и трпение од инвеститорите. Според Јовчевски, успехот на енергетиката се гради со долгорочни вложувања и внимателно планирање, а не со очекувања за брз профит.